Дори 17% од средношколците во земјава имаат проблеми со читањето. Дислексија е состојба која се манифестира со замена на букви, испуштање букви, непочитување на интерпункцијски знаци, препишувањето, читањето или спелувањето. Дислексијата не е поврзана со коефициентот на интелигенција, а Дамјан Николовски од Здруженијето за дислексија Ајнштајн од Скопје открива дека најважно е да се знае дека дислексијата не представува никакво ментално или психофизичко заостанување, ниту пак има врска со интелигенцијата на индивидуата, туку баш напротив. Дислексијата е често предводена со надпросечна интелигенција, за што се и доказ и сите оние брилијантни и вонсериски умови кои поседуваат оваа состојба, како што се Алберт Ајнштајн, Стив Џобс, Томас Едисон, Бил Гейтс, Том Круз, Агата Кристи и многу други. Дислексијата е едноставно различен стил на учење, односно примање на информациите. Наставниците во досегашното образование се немаат запознаено со појавата дислексија. Многу е битно да се напомене дека е присутна кај околу 10 до 15% од вкупното население во Република Македонија. Правиме напори да предметот дислексија се воведе на факултетот, на педагошкиот факултет, за да може наставниците да се запознаат со појавата, бидејќи тие се првите кои што би требало да препознаат дислексијата кај своите ученици, која што е најлесно да се препознае во второ или трето оделение, затоа што тогаш децата се описменуваат, веќе знаат, би требало да знаат да читаат, и доколку ги имаат тие потешкоти во второ и трето оделение, најверојатно дека се работи веќе за дислексија. Наставниците и професорите од Струмица денувива на обука за пристапот, формите и методите на работа со децата кои имаат и појавуваат симптоми на дислексија. Велат дека без конкретни примери не би гарантирале за степенот на развиеност во регионот, но потврдуваат дека има во речиси секое училиште. Дислексијата до сега еве и јас лично мислев дека е некој вид на хендикеп. Нели, а сега веќе свативме дека сепак децата кои ја поседуваат, па и возрастните, дека е некој вид на дарба. Па беше многу клучно со тоа што научивме доста работи, како да се препознава, како да се применуват некои техники со кои ние наставниците би им помогнале на децата при рано откривање, па исто така и на родителите, значи со заеднички совети како например да направиме еден добар контакт со тие деца и да можеме да им помагаме и да им биде многу полесно во образовниот процес. Наставниците засега не добиваат посебни обуки за соочување со овој предизвик. Родителите во Македонија се уште не се доволно информирани за состојбата, исто така. За дел од луѓето со дислексија, буквите изгледаат како да скокаат наоколу додека тие читаат. Многу е важно да се знае дека со децата кои имаат дислексија треба да се постапува внимателно, односно да се избегнуваат сите погредни зборови кои најчесто се употребуваат за децата кои имаат проблеми со учењето. Мотивацијата и поддршката од родителите и наставниците е многу важна со цел градење на личноста без никакви фрустрации.